Лупе Хуртадо ја почувствува социјалната изолација од зависноста од дрога, кога тоа ја доведе да стане бездомничка. Има многу стигма. Луѓето ни велат, најдете работа, или фрлаат работи од автомобилите додека возат во квартот. Хуртадо сега работи како советничка со локална група за помош на зависности. Таа вели дека социјалната изолираност и срамот што понекогаш го чувствуваат зависниците од фентанил ги намалува шансите да бараат третман. Стигмата на некој начин е еднаква на смрт за некои луѓе кои се предозираат, особено со фентанил. Зависниците од фентанил, особено оние кои се бездомници, може да биде мошне тешко да ги прифати заедницата. Фотографката Мелиса Вокс се сеќава на зависниците кои живееле во парк спроти нејзиниот дом. Луѓе умираат во паркот. Видов мртви тела како беа изнесувани. Имаше пожари, експлозии, злоупотреба на дрога и тепачки. Како родител на 2 деца кои одат во училиште токму одовде, многу е страшно. Советникот за јавно здравје Брет Фајнгут вели дека уривањето на стигмата околу зависност од фентанил е од клучно значење за лекувањето, особено имајќи предвид дека траумата често придонесува за злоупотреба на дрога. Ако она што го направиме повторно им предизвикува траума или болка на луѓето, тогаш ќе влеземе во циклус на неможност да лекуваме и нема да можеме да работиме со луѓето кои се борат да заздрават. Здравствениот работник Даглас Деджо е поранешен зависник. Тој вели дека спротивно од зависноста не е трезност, туку повторно поврзување со заедницата. Никој не успева во ништо, без човечка поврзаност. Овие луѓе минимум заслужуваат поддршка. Смртоносното влијание од зависност од фентанил може да се види на ѕидот преку сликите и спомените за оние кои починале од предозирање. Не знаеме колку долго ќе го има фентанилот. Не знаеме која ќе биде следната смртоносна дрога. Работите се движат во бранови и тие влијаат врз луѓето. Побарувачката за чисти игли беше заменета со зголемена побарувачка за комплети за спасување од опоиди. Работејќи на намалување на предозирањето со фентанил, програмата за размена на игли инсталира кутии со налоксон до комплетите за прва помош во јавните институции.